најсилен В2 и вели зошто е битен витамин С и магнезиум кај спортисти. Не е битен само кај спортистите. Значи магнезиум, витамин С, па и било кој друг микронутриент, дали е тоа витамин, минерал, дали е тоа макронутриент, нели протеини, јаглехидрати, масти, се важни за нашето тело да функционира. Можеби само кај спортистите се количините кои што се потребни се поголеми, иако тоа генерално важи многу повеќе за макронутриентите. Значи ако си спортист, повеќе ќе ти требаат можеби протеини, повеќе масти, повеќе јаглехидрати во зависност од тоа, нели што тренираш и во кој дел од тренажниот процес си моментално. Нема многу голема разлика од обичен човек и од спортист во потребите за микронутритивни вредности, односно за витамини и минерали. И има студии, научни, кои што се 2019-2020 година, кои што зборуваат за тоа дека доколку немаш недостаток на било каков витамин или минерал, додавањето во исхраната потполно не прави никаква логика и дури може да нанесе штета. Затоа хистеријата со витамини и минерали мора да престане. Тоа е глупост да го снабдувате телото со нешто за кое што е задоволено и нема потреба. Единствена логика прави кај повозрасни лица над 50 години кои што имаат намалена апсорбција на одредени вредности и кај спортисти кои што можеби тренираат на големи висини, витамин С тогаш прави логика да го додаваш, кај спортисти кои што можеби во моментов се наоѓаат во недела во која што имаат секојдневно надпревари, тоа се одредени, нели, случувања како, не знам, Лига на шампиони или одредени првенства кои што интензивно се тренира и се игра во период од 2-3 недели, но не би требало да се додава доколку навистина нема недостаток, затоа што генерално па и спортистите, оние кои што професионално се занимаваат и живеат од тоа, исхраната им е посекако во ред. Она основна исхрана и суплементацијата треба да биде во многу тесна, мислам да едноставно тоа го препорачува лекар, нутриционист, човек кој што работи со тимот и кој што редовно ги прави испитувањата, и спортските тестови, и крвните слики, и така да мора да се внимава на тоа. Инаку, недостатокот на витамин С и на магнезиум особено може да направи проблеми. Витамин С, значи, доколку не се внесува доволно, влијае врз тоа како ќе се регенерира мускулната маса и тие воспаленија кои што се јавуваат после активност и микротрауми, додека магнезиумот помага многу во создавањето на протеини во телото, помага во пренесување на нервни импулси, помага во пренесување на мускулните контракции, во едноставно важни се, значи не постои помалку или повеќе важен, сите работи во нашето тело се подеднакво важни.